Универзитет Свети Климент Охридски, Битола. uklo.edu.mk. За универзитетот отворено. Почитувани слушатели, вие сте со програмата на Универзитетското радио Укло ФМ Битола и еве да кажам дека во овој термин во програмата на Укло ФМ Битола имаме гостинка, заедно со нас и со вас професор доктор Константина Велјановска, продекан за наука и соработка на Факултетот за информатички и комуникацијски технологии во Битола. Професорке, добре дојдовте во Укло ФМ Битола. Благодарам на поканата. Поздрав до вашите слушатели. Мило ми е што денес ке можеме да позборуваме нешто за нашите активности кои се поврзани со нашето работење, со студентите и со пошироката јавност. Навистина интересни работи се случуваат тука на ФИКТ, кога станува збор за она што значи презентирање на факултетот, презентирање на науката, во секој случај на она што тука го работите. Морам да дадам еден краток вовед како дојде до тоа да го снимаме овај разговор. Листајќи по веб страниците на единиците на универзитетот, на веб страницата на ФИКТ забележав интересна информација дека во рамките на Светската недела на Вселената, тука на ФИКТ се одржа настан насловен ФИКТ Вселена за најмладите. Навистина впечатлив наслов, многу бав постер поставен, навистина го привлекува вниманието, но еве кажете ни како дојде до тоа ФИКТ да биде Вселена за најмладите. Навистина е атрактивен настанот. Идејата ја добивме од можностите што ги има ФИКТ првенствено. Имаме посебна опрема која што се состои од купола за виртуелна реалност и пропратна опрема нормално со неа и имаме можност да ја користиме како нагледно средство во наставата. Меѓутоа, заради тоа што е атрактивна самата опрема и можностите што ги нуди, дојдовме на идеја да токму го насловиме овој циклус на настани како ФИКТ Вселена за најмладите, со тоа што ќе ги привлечеме да дојдат кај нас, да ја видат атмосферата како изгледа да се учи на ФИКТ. Тие се сепак ова е наменето за основните училишта, тоа се млади, мали деца, дечиња, но сепак тие имаат можност да дојдат, да влезат и во компјутерските училници, да видат како се одржува наставата, која ни е опремата, какви се компјутери имаме, да влезат дури во предавалните, во амфитеатарот и исто така да проследат една презентација на ова купола за виртуелна реалност, каде што ќе се запознаат со вселенските тела и така натаму. Неделата на Вселената се одбележува во некаде 195 земји во светот и е од 4 до 10 октомври, значи секоја година се одвиваат настани како недела на Вселената и токму заради тоа решивме да се вклучиме во овој настан со првата посета на малечки дечиња од вработените на компанијата Cosmic Development, а потоа продолживме, веќе се одржуваат редовно такви настани за учениците од основните училишта. Имаме распоред, значи постојано имаме движење тука на факултет, така и малку и нас ни внесуваат веселост и така. Се воодушевени децата на наша голема радост, а исто така и нивните наставници можат да видат каква се опрема поседуваме тука и кои се можностите што ги нуди ФИКТ. Идејата потекна од вас, интересно во секој случај за децата, да видат како изгледа да се биде на некој факултет. Рековте, имаат можност да прошетат по предавалните, по амфитеатрите, да видат и виртуелната купола и компјутерските училници, нормално, и да проследат презентација една кратка, но слатка во секој случај. Не знам како им било на професорите и не знам како име, нели рековте дека имате распоред веќе редовен
знаете кога кои деца доаѓаат, од кои училишта, на која возраст. Велам чудно на професорите затоа што се научени да предаваат пред студенти, значи од 18 години нагоре, тоа се веќе возрастни личности, а тука треба одно што како академско знаење го имат да го прилагодат токму на нивната возраст. Па добро, презентациите се прилагодени, значи тоа сепак се мали деца кои што не можат да одржат концентрација подолго време и заради тоа се прилагодени временски и тематски. Овие презентации обично ги одржуваат асистентите, кои што несебично се залагаат да ги одржат, да го презентираат сето тоа на малечките дечиња. Ги ослободуваме професорите од ваквата активност, бидејќи навистина имаме и други активности кои што се во насока на некој начин покрај формалното учење, тоа често пати јас си го објаснувам и на останатите настани, што ги одржуваме, покрај формалниот начин на образование се трудиме да имаме и некакви неформални начини, каде што студентите ќе можат, или оние кои се заинтересирани, се случува некогаш и наши поранешни студенти да дојдат, или пак ученици од средните училишта доаѓаат да слушнат нешто ново. Овие работилници конкретно се наменети за најмладите, меѓутоа имаме и други настани во кои што се вклучуваат и професори, и асистенти, значи целиот кадар. За фикт вселена за најмладите, најчесто се асистентите вклучени во моменти кога немаат вежби, така кога имаат поголем простор, да речеме, да ги одржат презентациите. При отворањето на виртуелната купола, уште тогаш беше кажано дека ќе се настојува сите основци и средношколци да можат да дојдат, да го видат просторот, со оглед на тоа што е единствен ваков во Македонија. Очекува и пошироко, очекувате ли или најавени ли се и доаѓања на ученици од други градови? Да, соработуваме ние со училиштата, средните училишта од околните градови, значи од Прилеп, Охрид, Струга, Кавадарци, Велес и така натаму. И веројатно таа соработка ќе продолжиме и со основните училишта. За сега сме фокусирани само на училиштата во Битола и исто така планираме да бидат опфатени и дечињата, значи децата на вработените на универзитетот. Така да секој од факултетите ќе може да со своите дечиња да дојдат и да ги посетат нашите простори, да видат што нудиме и посебно оваа купола за виртуелна реалност, да ја видат како изгледа, да ја видат презентацијата и така натаму. Професорке, можеме слободно да речеме дека сте започнале со промотивна кампања на ФИКТ за запишување нови студенти, но еве сега што се вели ги фаќате уште од најмлад. Па да, јас често знам да се пошегувам. Ова идеја моја може да се реализира како запишување на нови студенти откако ќе си одам во пензија, така да работам односно сите работиме, сите сме вклучени во активностите за доста подолг временски период. Меѓутоа образованието е работа чии што резултати се гледаат баш на долг рок. И токму сите промени што ги правиме, сите студиски програми што ги акредитираме и новини што ги внесуваме во нашите предмети, можат да имаат ефект некако на долг рок. Ништо во образованието не е инстант, не е веднаш да се добие како резултат. Дури самото учење, значи не можеме да речеме дека со 2 сати, со 3 сати ќе може некој испит нормално да се положи. Сепак тоа е континуирана работа, подолго време и тоа ќе даде резултати. Имајќи предвид дека доаѓаат веќе деца од основните училишта, почнувајќи веројатно од прво одделение па нагоре, убаво е кога кај некој од децата, нели уште од таа возраст ќе му се допадне она што тука го гледа, па да продолжи да се развива во таа насока, мислам во насока на запишување на ФИКТ, да биде нели информатичар, нешто што е доста барано во последно време.
Па да, во суштина целта е и таа да малите деца видат како изгледа примена на информатиката. Може и да се речи дека не е само информатиката, туку и останатите, да речеме, технички науки би биле една подлога за да може да се работат вакви презентации или да се изработат вакви конкретно куполата и слична. Меѓутоа и примената на информатиката пак од друга страна наоѓа во сите полиња на секојдневното живење. Значи не можеме ништо да направиме без информатика, почнувајќи од во биологијата, во секоја технологија, во правото, секаде користиме компјутер, користиме нови модерни уреди, нормално телефоните и се она што е околу нас, почнувајќи дури од клима уредот, содржи информатика, кога ние можеме да го подесиме, да го нагодиме клима уредот да дува во нас или да не дува во нас или да преку Wi-Fi да го контролираме, тоа значи секаде имаме информатика во секојдневното живење. Или машината за перење, али што да. Само треба да научиме паметно да ја користиме во секој случај. Да, така е нормално. Секогаш треба да биде и разумно и паметно да се користи сето тоа. А сега веќе и можеме да речеме дека не можеме дури ни сето тоа толку да го пратиме, заради тоа што со навлегување на вештачката интелигенција во секојдневието наше, веќе многу тешко може да се разликува каде е вклучена вештачката интелигенција, каде е чиста информатика, но ние успешно се носиме со тоа како факултет за информатички и комуникацијски технологии. Имаме доста предмети од таа област и сме добра подлога за оние студенти кои што сакаат да се насочат во таа насока, да им дадеме една база да можат понатаму да се усовршуваат и во таа насока. Професор, ке во овој дел од разговорот уште едно прашање. Вселена за најмладите, до кога ќе биде активен како проект? Се надеваме дека ќе продолжиме, значи дека ќе биде подолго време. Сега сме на почетокот, значи почнавме во октомври. Има доста заинтересирани, распоредот ни е веќе за ноември на некој начин пополнет се пополнува уште последната недела, меѓутоа се надеваме дека ќе продолжи и понатаму, заради тоа што има навистина интерес, тоа се шири низ градот и јас исто така имам слушнато дека баш им е интересно на луѓето, дури на возрастните, и на возрастните се на некој начин и изненадени и воодушевени што имаат можност малечките дечиња да видат такво нешто. Поред, ќе направиме сега една музичка пауза, па потоа за нешто друго што исто така се случува на Факултетот за информатички и комуникацијски технологии. Почитувани слушатели, останете понатаму заедно со нас на 90,8 МГц. Srce ne
И еве неповторно назад во програмата на Универзитетското радио УКЛ-ФМ Битола. Почитувани ви подсетувам дека денеска заедно со нас е професор доктор Костадина Велјановска, продекан за наука и соработка на Факултетот за информатички и комуникацијски технологии во Битола. Практично ние сме на гости во канцеларијата на професорката Велјановска, го снимаме овој разговор. Професорке, во првиот дел од разговорот зборувавме за настаните или проектот кој што започнавте да го реализирате од месец октомври, ФИКТ Вселена за најмладите, наменет за децата од основните училишта пред се, но веројатно и средношколците ќе бидат тука застапени понатаму, да доаѓаат почесто на факултетот, да ги видат можностите што тука им се нудат. А сега за еден друг вид на активност што ја организирате тука на ФИКТ, а тоа е работилници од циклусот Дојди и научи. Од кога почнете да го реализирате? Работилниците Дојди и научи се започна да се реализираат на почетокот на претходната година. Некаде во февруари беа правени подготовки, во март, на самиот почеток на март 2023 година започнавме. Идејата за овие работилници е на некој начин ја добив, да речеме, од Универзитетот на Торонто, каде што јас бев на магистерски студии. Втората магистратура ми е на Универзитетот на Торонто во Канада. Таму има настани каде што на неформален начин студентите, значи не добиваат оценка за слушањето на тие материјали кои што се одвиваат на ваквите работилници, туку можат да научат новини кои не се секогаш опфатени во предавањата, значи во материјалот за кој што добиваат формално оценка. Токму оттаму потекне идејата. Овие работилници ги организираме во соработка обично со компаниите од IT индустријата, кои што имаат интересни теми, кои не се опфатени во нашата настава, а можат студентите да слушнат нешто атрактивно, кое што ќе им користи понатаму во нивната струка. Започнавме од темите како што се моќта на вештачката интелигенција, моќта на автоматизацијата, креирање на кориснички интерфејси со одредени алатки и така натаму, за да да речеме, во континуитет имаме одржано голем број на работилници на кои што присуствуваат не само наши студенти, поранешни наши студенти, вработени во компаниите и средношколци. Нормално ги избираме темите соодветно за да можат и средношколците да ја пратат материјата за која што се зборува на таквите работилници. И овие работилници се одвиваат во помеѓу, да речеме, откако ќе завршат часовите и така, во еден период кога нема да навлегуваме во редовните предавања и вежби кои се одвиваат на факултетот, туку наоѓаме некои термини каде што студентите се послободни да можат да дојдат и да присуствуваат. Навистина има интерес, задоволни сме засега како се одвиваат овие работилници и планираме да ги продолжиме. Рековте дека темите се одбират зависно нели со компаниите со кои што имаат соработка, меѓутоа веројатно нешто и во консултација и побарање на студентите. Така е, да. Обично знаеме што не е опфатено во редовните предавања и вежби и такви теми се одбираат за презентација. Некогаш на темите зборуваат и наши професори, некогаш новини, она што како истражување го работиме или како проект, презентација на некој проект кој што сме го работеле на факултетот, или пак асистентите. Она што е новина во нашето истражување, гледаме да биде презентирано пред нашите студенти, за да бидат во тек и самите студенти што се може како потенцијал го има факултетот и што се може да се истражува. И како дополнување на она што го нудат компаниите, така значи имаме од најпрактични теми до нешто најново, дури од теоретски аспект можеме да презентираме нови работилници. Се надеваме дека ќе можеме да продолжиме со овие работилници. Не секогаш можат да присуствуваат студентите, гледаме да ги избегнеме оние термини кога е колоквиумска недела или испитна сесија, така не им навлегуваме во тие термини, меѓутоа
кога се неделите на редовна настава, обично имаме вакви работилници. И оно што кажавте дека тука доаѓаат и средношколци, повторно можеби во насока кампања за упис. Да видат што освен она што како редовна настава го нудите, може да добијат плюс, а во секој случај интересни информации кои што компаниите нели ги споделуваат со помладите. Па да, во суштина конкретно на последната ваква работилница се одржа минатиот петок. Беа во посета средношколци од сите години, значи од прва до четврта година, од Таки Даскалот, исто така и од Ѓорги Наумов, од средните училишта. И самите побараја дали може да ни кажете нешто за факултетот, како да се запишиме, кои се условите, што ќе учиме кога ќе бидиме. Па дури конкретни поими, што е разликата меѓу фронтенд и бекенд, дали тоа ќе го учиме и така. Значи до детали се интересира. И не само што слушнаја нешто ново на работилницата, која што беше организирана, туку конкретно се интересираја и за тоа што ќе учат, како се одвива дури запишувањето, на кој начин, дали електронско, дали треба да дојдат и така, до детал се интересираја за факултетот, па дури од мотивирачки аспект, како се одлучивте да се запишите, значи имаше прашања до таа работилница ја одржа нашата асистентка и беше прашањето како се одлучивте да се запишите на овој факултет, значи до такви детали. Добро, убаво е кога младите се љубопитни. Да, и многу интересно е што секакви можни информации можат да добијат, иако е работилницата со одредена тема, тие можат да добијат информации и за тоа како се одвива запишување, што се учи кај нас и така натаму. Да, може да се речи дека кампањата за упис ни трае во текот на цела година. Така и треба, во секој случај. Сега имаме за уште една активност ваша, веќе неколку години што е редовна, наменета исклучиво само за студентите на ФИКТ, но за тоа по музичката пауза, бидете понатаму со нас на 90,8 МГц. Svo novo utro poleka, ništa veke ne e isto navika. Svaќam ti mi беше само навика, празнина. Ја немам веќе таа тешка празнина и се на место дојде откако си замина. Од мене замина. Плаче во себе без глас, да не ме чуе, солза скриена, ко отров труе. Сега слободна сум пак и сосема сум своја, ко некогаш, сосема без глас, да не ме чуе, солза скриена. Slobodna sum pak i sosema sum svoja, ko nekogaš. Prašina, sekoj spomen stana čista prašina i se na mesto dojde otkako si zamina, od mene zamina. Plače vo sebe bez glas, da ne me čuje, solza skrijena, ko otrov truje. Сега slobodna sum pak i sosema sum svoja, ko nekogaš, sosema bez glas, da ne me čuje, solza skrijena, ko otrov truje. Slobodna
Plače po sebe bez glas, da ne me čuje, solza skrijena ko otrov truje. Сега slobodna su pak i sosema su svoja, ko nekogaš, sosema bez glas, da ne me čuje, solza skrijena ko otrov truje. Сега slobodna su pak i sosema su svoja, ko nekogaš. Професорке Велјановска, рековме дека сега ќе проговориме во овој завршен дел од разговорот за поточно не се тоа работилници, туку за една програма, веќе ја наречеме, која е наменета само за студентите. Веќе неколку години наназад формирате студентски работни групи кои што работат заедно во компании со кои што Факултетот за информатички и комуникацијски технологии од Битола има соработка. Програмата Менторство опфаќа креирање на студентски работни групи од по неколку студенти, од 3 до 5 студенти да речеме, и се одвива традиционално, значи подолги години се одвива во соработка со компаниите од IT индустријата, каде што доделуваме ментор од компанијата, односно компаниите доделуваат своји ментори, и од факултетот. И студентите, започнувајќи од месец ноември, започнуваат да работат на одреден проект, при што треба да изучат некогаш и од теоретски аспект, да научат некоја технологија, некоја алатка, и на крајот на периодот кој што е доделен за изработка на проектот, а тоа е некаде во мај, крајот на мај, или средината на јуни, последните години се одржуваат презентациите, да ги презентираат тие проекти пред нормално други студенти, пред своите колеги кои што исто така работат во други компании, односно работат во таквите студентски работни групи. Во текот на изработката на проектите, менторите кои што ги следат од компаниите прават проценка колку можат да научат, колку можат да се снајдат со новини, со нови работи, со усвојување на нови знаења и слично. Како резултат на овие студентски работни групи, често пати се случува да на самиот ден на презентацијата на проектите ни објават од компаниите да знаете дека тој студент го вработуваме. Значи, се случува да студентите токму покрај овој начин на работење во овие студентски работни групи го најдат и своето работно место. Често пати се случува да бидат земени на пракса, значи продолжуваат, бидејќи тоа е некаде пред почетокот на летото, тие во текот на летниот период продолжуваат со пракса во компаниите, а се случува и да одат во една компанија, потоа да најдат работа во друга, меѓутоа искуството што го стекнуваат од практичната работа на еден реален проблем е многу драгоцено за нив. Драгоцено е за креирање, за развој на нивното портфолио, со кое што понатаму можат да си најдат вработување. Значи, кога имаат позади себе изработен некој проект, е нормално дека имаат поголема сигурност, кога одат на интервју за работа, знаат да кажат јас ги имам работено тие технологии и нормално да имаат поголеми шанси за наоѓање на пракса, а понатаму за вработување. Како се формираат студентските работни групи? Рековте од втора година па нагоре, тука се студентите, меѓутоа се од различни години, треба сами да се пријават дека сакаат да работат во вакви работни групи или тоа е нешто задолжително? Студентските работни групи се комплетно доброволна основа, значи се пријавуваат самите студенти кој како сака и колку време сака да посвети за работа на некој проект кој што е надвор од нивниот формален начин на образование. Повикот се објавува од наша страна. Во текот на пријавувањето тие можат да изберат кои технологии сакаат да ги работат. Компаниите претходно се консултирани, значи тоа е еден сложен процес на усогласување и на понудата што ја нудат како ментори и како компании, бидејќи во самите компании има повеќе ментори кои нудат различни технологии, значи имаме
подолг процес на работа, да ги усогласиме сите нешта. Студентите избираат кои технологии сакат да ги работат и потоа се прави селекција во согласност со нивниот избор, кои студенти што сакаат и во која компанија тоа можат да го научат и да го работат. Каква е заинтересираноста? Заинтересираноста е голема. Успешни проекти излегле досега од овие студентски работни групи. Некои од компаниите имаат, да речеме, заради тоа што се во собственост мешовита, не се само македонски компании, некогаш имаат подолг процес на одлучување, па се случува да подоцна кажат дека сакаат да прифатат студенти, па објавуваме и втор повик, еве претходните 2 години тоа 2 пати се случи. Студентите некогаш се пријавуваат за студентските работни групи, па наоѓаат вработување, па се откажуваат, не продолжуваат. Значи, тоа е еден динамичен процес кој ние цело време треба да го усогласуваме и да го пратиме како се одвива и да биде на задоволство и на студентите, но и на компаниите, бидејќи компаниите вложуваат време и ослободуваат своји ментори за да ги менторираат студентите. Сега нормално тие црпат и своји идни вработени од кај нас, но и треба да го цениме и нивното време и тоа е многу драгоцено нешто за нас како факултет и посебно заради тоа што е во насока на подобрување на квалитетот на кадарот што го вадиме. Сега сосема за крај, уште едно прашање, професор Кевелјановска. Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, прв во Македонија од државните универзитети, донесе правилник за вреднување на воннаставните активности на студентите на УКЛО. Дали ваквите работилници влегуваат во рамките, да речеме, на тој правилник, имајќи предвид или да подсетиме, доколку студентите не знаат или не се информирале, доколку се вклучат во некои воннаставни активности, значи она што не е врзано за она редовна настава, добиваат одреден број на ЕКТС кредити кои влегуваат во додатокот на дипломата на крајот на завршувањето на студиите, нормално. Да, во рамки на студентските работни групи и учеството на надпреварот за програмирање, хакатонот кој што го веќе 2 години го одржувавме и се надеваме дека и ова академска година ќе одржиме повторно хакатон. За тие активности студентите можат да добијат дополнителни кредити, а во поглед на работилниците, кредити можат да добијат студентите, наши, да речеме, докторанти или постдипломци, кои што презентирале. Значи, оние кои што ќе презентираат на таква работилница, кои ќе одржат работилница, може да добијат дополнителни кредити. Во поглед на присуството на студентите, доколку редовно присуствуваат, ќе направиме напори да се здобијат со такви кредити, меѓутоа нормално треба да бидат редовно присутни и активни на таквите работилници. Значи, во поглед на докторантите, тоа веќе е реализирано за одржани работилници, нашите докторанти имаат дополнителни кредити и тоа се вреднува нормално како одржани часови, одржана настава, еден дел кој што е задолжителен за докторантите во елаборатот за трет циклус студии. Постои таков дел и ние токму овие работилници, каде што докторантите изнесуваат некои новини од своето истражување, ги презентираат пред студентите, пред пошироката јавност и на тој начин се здобиваат со дополнителни кредити. Но рековте дека и студентите можат да ги добијат, доколку редовно ги посетуваат работилниците, нема што да изгубат, можат само да добијат, не само ЕКТС кредити, туку и информации плюс што понатаму секако ќе им користи. Така е, работилниците се токму за нив наменети првично и ги покануваме да присуствуваат редовно на сите работилници за да можат да научат нешто дополнително што понатаму ќе им го олесни може би насочувањето, во која област би се насочиле, што понатаму би сакале да работат, да слушнат некоја новина и нормално да им помогне и при идното вработување. Професор Кевелјановска, јас ќе ви се заблагодарам сега за вашето учество во програмата на Универзитетското радио УКЛО ФМ Битола. Кажавме интересни информации, се надевам и такви кои што ќе им бидат од користи на студентите, но и на средношколците во секој случај, па и на оние основците кои што нели веќе ги анимирате преку програмата ФИКТ Вселена за најмладите.
останува наредниот период повторно да се слушнеме, да се видиме и да проговориме за нови активности кои што ќе бидат во ова нова академска 2024-2025 година на ФИКТ. Ви благодарам за разговорот. Ви благодарам и вас. Ми беше задоволство да позборуваме за новините кои што се случуваат на ФИКТ. Особено што оваа година ФИКТ направи 10 години од своето постоење, така за нас е јубилејна и еве интензивно се обидуваме да сработиме што повеќе и да ја прославиме на некој начин со голем број на вакви настани. И се надевам дека за скоро време ќе се видиме повторно, ќе зборуваме повторно за некоја нова активност која што ќе ја спроведеме. Ништа во себе, певнати со сите ангели, но се виножито во ова тело, за тебе, за тебе. И ти поверував да не се плашам веќе, и поверував во себе си. Сега најнаш да прифатам дека морам без тебе. Јави се, кажи ми како да се понесам себе и после се да танцувам со сенките без тебе. Кажи како да се и да се носам со сите демони во себе. Не, не, не. И ангелите до мене си ги симна маските, кога стана флик во лоша драма, без тебе, без тебе. Кога сонцето во душата ми зајде и не се јави повторно, и тога сватив дека пак сум сосем сама, без тебе, без тебе. Јави се, кажи ми како да се понесам себе и после се да танцувам со сенките без тебе. Кажи како да се разбудам и да се носам со сите демони во себе. Не, не, не. И тука е крајот на денешното издание на емисијата за Универзитетот отворено на Универзитетското радио Укуло ФМ. Емисијата тонски реализира Љупчо Цветковски, а ја уреди водеше главниот и одговорен уредник на Универзитетското радио магистер Сонја Тантарова-Груеска. Останете и понатаму со нас на 90,8 МГц. Многу пати сакам да сум сама, тогаш тебе нежно те замислувам. Нешто убаво се случува, срце срцево, умот ми го збунува. Цело време ти ме шеташ, одиш горе-долу во мене. Вечерва си само мој, ти без филозофии. Дај ми да пробаме, можеме, не може, бај, бај. Вечерва си само мој, ти без филозофии.
Укло ФМ Битола, ноември 2024 година. Укло ФМ 90,8. Универзитет Свети Климент Охридски Битола. Член на Европската универзитетска алијанса Colors. uklo.edu.mk